Ако се знае дека во Македонија годишно на работа животот го губат над 20 лица, а повеќе од 1000 се полесно или потешко повредени, лесно ќе се донесе заклучок дека исто толку висок или можеби уште повисок е и бројот на оние кои заболеле од некоја болест поврзана со условите во кои работат. Изненадувањето за мене дојде кога сфатив дека во Македонија нема регистар на професионално заболени лица. Официјална бројка не може да се најде, а неофицијалната говори дека во изминатите години во Македонија ниту едно лице не се заболело од некоја болест предизвикана од условите во кои работи, а со тоа сме шампиони во Европа. Надлежна институција за прибирање на овие податоци е Институтот за јавно здравје, но оттаму со недели не добивме официјален одговор. За да дознаеме зошто во Македонија речиси воопшто не се дијагностицираат професионални заболувања, одговор побаравме од Искра Кочева, докторка по медицина на труд, која во моментов е на доусовршување во Словенија. Значи, последните статистики покажуваат дека професионални болести во Македонија нема. Меѓутоа кажувам, комплексен е проблемот на нивно дијагностицирање и препознавање. Прво што треба да се направи, значи, кој е тој што пријавува професионална болест? Пријавува докторот, специјалист по медицина на трудот, кој што го обавестува Институтот за медицина на труд и тука се врши верификација на професионалната болест. Меѓутоа, ако вие немате документација, немате следливост, имате страв кај вработените да ви признаат дали имаат симптоматологија која што е врзана за работниот процес, кој што, верувајте ми, стравот е оправдан, затоа што имаме случаи на работници кои што кажале дека имаат проблеми на работно место, дали се тоа лоши услови за работа, дали болеста е врзана и почетокот на болеста со работа, каде што сме реагирале, а работниците останале без работа. И во еден корумпиран систем и инспекцијски и долготрајни судски процеси, кои што знаат да траат години, 5, 7, па и повеќе. Во тој случај оправдан е стравот во една економска нестабилност, работниците да ви ги дадат тие информации. Во потрага по одговори едно сведоштво ми даде и една нова уште позагрижувачка перспектива. Работник на возраст од околу 50 години бил дијагностициран со професионална леукемија. Неговото прво прашање до лекарите било дали може болеста да се скрие од работодавецот, за да не ја загуби работата во момент кога најмногу му се потребни пари. Тоа за институциите аларм дека свеста и кај работодавачите, и кај работниците, но и кај оние кои се задолжени за грижа за професионалното здравје, мора да биде повисока. Во законот е предвидено покрај член 22, каде што мора да изврши работодавачот здравствени прегледи, има еден член 20 кој што го избегнуваат овие овластени здравствени установи, каде што тие мора работодавачот да склучи договор со здравствената установа и по член 20. Значи, по тој член мора тој да ги исполни и други услови, каде што ќе спаѓа и следење на здравствената состојба на вработениот. Од Македонското здружение за заштита при работа велат дека бројките на заболени се многу важни, зашто токму тие треба да бидат насока каде состојбите треба да се подобруваат. Една од најголемите стапки кои ќе можете да ги видите од делот на јавно достапните информации со Заводот за статистика се кардиоваскуларните заболувања, значи причинител за смртта да се кардиоваскуларните заболувања, вторите се неоплазмите, канцерогените. Значи, ако ги сведете овие, тие се причинители, поточно болести кои за многу од нив коренот можете да го најдете на самото работно место. Ако велат дека стресот е број еден убиец, а тој го започнува процесот или кардиоваскуларното заболување, па како може да не го врзиме со работното место? А ризиците се многобројни и болестите до кои може да дојде се сериозни, па невладините апелираат многу повнимателно да се следи од каде потекнуваат најчестите заболувања. Славица Арсова, Сител телевизија.